20 часот термин за централниот дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Останете со нас и проследете ги настаните кои го одбележаа последниот ден од овој месец. Министерот за здравство Никола Тодоров и министерот за надворешни работи Никола Поповски покрај министри сега се и вице-премиери. Именувани се за заменици на премиерот Димитриев. Од утре цените на електричната енергија за домаќинствата ќе се намалат за 0,25%. Според последните податоци од Евростат, Македонија плаќа најевтина електрична енергија во Европа. Првиот механизиран пешадиски батальон во касарната Јане Сандански во Штип доби нов командант. Денес пригодна свеченост за примопредавање на должноста. Почнуваме со политика. Министерот за здравство Никола Тодоров и министерот за надворешни работи Никола Поповски добија уште една функција, како што е објавено на веб страницата на македонската влада. Покрај тоа што се министри, тие се именувани за заменици на премиерот Емил Димитриев, односно сега ќе ја извршуваат вице-премиерската функција. А едно од пратеничките прашања на денешната седница на Собранието на Република Македонија, која се одржа по неколку месечна пауза, беше во врска со инфраструктурниот бум кој се случува во моментов во нашата држава. Буквално нема регион во Република Македонија каде не се работи на градба на нови патишта. Дали тоа се автопатишта, дали се експресни патни правци или пак регионални патишта, посочи Димитриев. Да погледнеме дел од неговата изјава. Значи во наредните 12 до 18 месеци ќе отпочнеме нови 12 регионални патишта во вкупна должина од 200 км и во вредност проценета нешто над 300 милиони евра. Тоа се патните правци Охрид-Пештани во должина од 14,5 км, а кој ќе чини 52 милиони евра. Понатака експресниот пат Штип-Кочани, кој што е во вкупна должина од 26 милиони евра, 26 километри, а ќе чини 53 милиони евра. Експресниот пат Штип-Радовиш во должина од 38 километри, во вкупна вредност од 64 милиони евра. И експресниот пат Ранковци-Крива Паланка во должина од 26 километри и во вредност од 78 милиони евра. Исто така, во наредната година е предвидено да започнеме со градба на нов пат Пробиштипски центар Пониква во должина од 13 км и во вредност од 5 милиони евра. Тука е и патот, регионалниот пат Крива Паланка, Македонска Каменица до рудниците Саса и Тораница во должина од 19 км и вредност од 10 милиони евра. Планираме наредна година да почнеме и со регионалните патишта Старо Коњарево, Ново Коњарево во 4 км 13 милиони евра вкупна вредност и регионалниот пат Кичево-Дебар во должина од 18 км и вкупна вредност од 23 милиони евра. Од утре цените на електричната енергија за домаќинствата ќе се намалат за 0,25%. Како што соопшти председателот на Регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, причина за поевтинувањето се помалите трошоци што ги пријавиле енергетските компании. Кај Елем производство цените се намалуваат за 0,01%, кај Мепсо за 7,99%, а кај Ева на дистрибуција за 9,71%. Ова е втора година поред како поевтинува струјата за домаќинствата. Лани се намали за 0,33%. Инаку, според последните податоци од Евростат, Македонија плаќа најевтина електрична енергија во Европа.
Продолжуваме со настаните од регионот. Примопредавање на должноста меѓу досегашниот и новиот командант на гарнизонот во касарната Јане Сандански во Штип. Командантот подполковник Горан Петрушевски ја превзеде должноста од поранешниот командант Бранко Петкоски. Од денес, вториот механизиран пешадиски батальон и гарнизонот во Штип имаат нов командант. Станува збор за подполковник Горан Петрушевски, кој ја презеде должноста од досегашниот подполковник Бранко Петкоски. На церемонијата по повод примопредавањето на должноста, подполковник Петрушевски истакна дека е привилегиран да биде командант на батальон кој во минатото се докажал во неколку предизвикувачки ситуации. Секој припадник на вториот механизиран пешадиски батальон е пример за личност од карактер, изглед и интелект. Ние, припадниците на вториот механизиран пешадиски батальон, сме дел од високо респектиран батальон со цврста организација и импресивни резултати и историја. Затоа, лојалноста и довербата ќе продолжат да бидат од големо значење во текот на секојдневните оперативни активности на нашиот батальон и соработката со сите останати единици сместени во гарнизонот Штип. Како лидери професионалци, постојано ќе се стремиме да дадеме се од себе за да го постигнеме најдоброто. Со несебична служба, секогаш ќе се стремиме да го направиме она што е од непроценлива вредност за татковината, армијата, батальонот и подчинетите. Како командант на вториот механизиран пешадиски батальон, цврсто сум убеден во храброста, подготвеноста и желбата да се стои цврсто на воспоставените вредности, принципи и убедувања цврсто втемелени од страна на сите претходни команданти на вториот механизиран пешадиски батальон. Вториот механизиран пешадиски батальон ќе продолжи да работи заедно како еден тим, бидејќи мирот е се што ни треба, а Македонија се што имаме. Подполковник Петрушевски се заблагодари на неговиот претходник за трудот и лидерството кое го покажал за време на неговото командување со единицата и додаде дека ќе продолжат по патот на успехот трасиран од него. За подполковник Бранко Петкоски да командува со вториот механизиран пешадиски батальон представувало големо признание и предизвик во неговата 32 годишна војна кариера. Тој оваа функција ја преземал на 9 септември минатата година. Во изминатиот период, мој главен приоритет во командувањето со вториот механизиран пешадиски батальон беше успешното извршување на еден сегмент од дадената мисија, а тоа е асистенција на граничната полиција на МВР во обезбедувањето на државната граница во услови на кризна состојба. На оваа задача вториот механизиран пешадиски батальон беше ангажиран од самиот почеток на справување со бегалската криза, распореден по должината на државната граница во районот на Гевгелија и Дојрак и представуваше главна сила на армијата на Република Македонија во справувањето со бегалската криза. За успешноста на мисијата на јужната граница оценка треба да дадат моите претпоставени, додаде подполковник Петкоски, истакнувајќи дека успеале да ги заштитат државните интереси на Република Македонија. Инаку, вториот механизиран пешадиски батальон поседува сертификат за обученост ниво 2 според концептот на НАТО за оперативни способности. Има учествувано на 24 меѓународни вежби организирани од НАТО и во повеќе меѓународни операции за поддршка на мирот во Авганистан и Босна. Вториот механизиран пешадиски батальон од врховниот командант Ѓорѓе Иванов е одликуван со орден за воени заслуги. На последната средба на Советодавната граѓанска група во Делчево беше презентиран законот за прекршоци за јавен ред и мир со цел запознавање на собствениците на угостителските објекти со законските норми за дозволена бучава во ноќните часови. Како да действуваат и работат локалните угостителски објекти во рамки на Законот за прекршоци на јавниот ред и мир на Република Македонија во летниот период беше една од темите на состанокот на Советодавната група на граѓани, која работи во рамки на проектот соработка помеѓу полицијата и локалното население имплементиран од страна на ОПСЕ мисијата во Скопје преку одделението за соработка со полицијата и локалното население. Посебно потенцирани беа Законот за бучава и Законот за заштита на малолетници. Презентација на Законот за прекршоци на јавен ред и мир, конкретно Законот за бучава, Законот за јавна чистоќа, Законот за малолетници, Законот за точење на малолетници. Презентирани беа законските одредби, условите, како и казнената регулатива. Пред се Советодавната граѓанска група го потенцираше превентивниот фактор заштита на малолетниците од сите тие пороци, пред се од алкохолот и физичките напади и насилието.
Исто така на состанокот пред присутните беше воочено и за опасноста од пожари во летниот период и како граѓаните и институциите да се заштитат себе си и животната средина. Командирот при територијалната противпожарна единица се осврна на пожарите на затворено, додека Милчо Станојковски од регионалниот центар за гранични работи се осврна на проблемот со пожари на отворено. Значи се донесува повеќе заклучоци кои што верувам дека во иднина ќе предизвикаат позитивни ефекти како во работењето на гостителските објекти, така и во однесувањето на самите граѓани кон палењето на оган на отворено, но и заштита на самите граѓани во угостителските објекти. Инаку советодавната група на граѓани во Делчево функционира неколку години поред, одржува редовни состаноци, ги детектира проблемите во општината и нуди реални решенија во соработка со општинските институции. Се подготвува теренот каде ќе биде лоцирано мини езерото во коритото на река Отиња. По целосно уредување на просторот на почетокот на коритото на Отиња, јавното предпријатие ИСАР ќе врши ископ на бунари за одржување на еколошкиот минимум на реката. Администрацијата на Штипски ИСАР повторно во акција. Денес го уредуваа коритото на река Отиња кај седмата кула, место каде ќе биде лоцирано мини езерото. Целосно се изравни просторот каде беше поставена плодната земја за да се пристапи кон хортикултурно уредување и поставување на урбаната опрема. Исто така, по завршувањето на оваа акција, ќе продолжиме со оформување на езерцето кој што е предвидено овде да биде направено кај што завршуваат каскадите. По завршување на ова ќе се постават и некои други елементи, ќе се постават клупи, така да во целост ќе се заврши овој проект на река Отиња. Када ние со овие акции 2 дена во месецот допринесуваме колку што можеме. Мислам дека е сега добро и напредуваме. И мислам дека и утре ќе имаме и друга акција. Веројатно ќе обелуваме покрај зидот што е на реката. Речното корито веќе направено. Следен чекор е изградба на каскада и оформување на површината на езерото во должина од 40 метри, со чија помош ќе се регулира водотекот на река Отиња. За да можеме да извршиме регулирање на водата во коритото на река Отиња, односно ќе се потрудиме во текот на годината да обезбедуваме биолошки минимум на режимот на водите на река Отиња. За езерувањето ќе биде со 2 каскади, една на предната страна на вливот и една на задната страна. Должината ќе биде околу 40 метри, со просечна ширина некаде околу 20 метри. Истото за езерување ќе биде направено, изведено од бетонска конструкција, странично обложена со камења. Јавното предпријатие ИСАР исто така ќе направи и бунар преку кој ќе се обезбедува еколошкиот минимум на водостој во езерото, кога Отиња ќе нема вода. Продолжуваме со образование. 148 пријавени ученици е исходот од првото пријавување во првиот уписен рок во Средното општинско училиште Ванчо Прке во Виница. Најмногу интерес 9 одделенците пријавиле за гимназиско образование, а од стручните насоки со обраќајната струка е со најмногу пријавени кандидати. Гимназиското образование останува главен предизвик за полуматурантите, тој сидни средношколци. Недефинираниот одговор на прашањето каде да ја насочам иднината е главната причина заради која учениците сакаат општо образование, а немаат интерес за стручните профили. Планирам да се запишам во Средното училиште во Виница општа гимназија. Ова година ќе се запишам во Средното училиште Ванчо Прке во Виница. Во гимназијата во Виница, гимназиско. Јас ќе продолжам во Средното училиште во Виница, Ванчо Прке, општа гимназија. СОУ Ванчо Прке, кој од минатата година воведе и едносменско работење, има капацитет за 300 ученици, но очекувањата се преполовени, бидејќи бројката од 150 полуматуранти на ниво на општина не може да се дуплира. Единствено со некој ученик плюс-минус од општините од соседството. Сепак, првото пријавување од првиот уписен рок со солидна бројка на запишани ученици. Првиот ден беше релативно добар одзивот на пријавени кандидати, 9 одделенци, значи завршени основци.
Имаме повеќе профили покрај гимназиско образование, значи 5 паралелки со 170 места, веќе имаме 95 пополнети. Се уште рано е да калкулираме со бројки, знаеме со оглед на купната состојба со учениците во основното образование, значи очекуваме понатаму конечни резултати, но во почетокот не е толку лоша ситуацијата. Второто пријавување е за недела дена, така да во текот на месец јули училиштата веќе ја имаат првата неофицијална бројка на запишани ученици, со која може да калкулираат за почетокот на новата учебна година. Надлежните институции секојдневно преку медиумите апелираат за потребата од стручен кадар, а имајќи го во предвид и дефицитот на одредени профили во локални рамки, развојот и отварањето на нови стопански капацитети кои секојдневно бараат нови и квалитетни кадри, простор за двумење кај 9 одделенците не би требало да има. Иван Џонов повеќе од 60 години е во часовникарството и денес на 80 годишна возраст тој не го напушта занаетот, од кој, како што вели, не се збогатил, но успеал да стекне многу пријатели во Скопје, Пробишти, Пиштип, пренесувајќи го занаетот на помладите. 80-годишниот Иван Џонов е еден од највозрастните активни часовничари во градот, кој повеќе од 60 години другарува со часовниците, но и со луѓето кои имаат потреба од неговите интервенции. Секое утро, кога е во прашање отворањето на дуќанот, е точен како швајцарски часовник. Муштериите од секогаш му биле приоритет. Овде во дуќанот под хотелот Оаза, часовниците ги враќаме многу години наназад. Тогаш колку саат имаше овде? Кој беа познат? Киро Савев, Ато Ѓанов, Дончо и Ато Ѓанов, и Михо после отвори дуќан. Тие беме. Првите искуства ќе ги стекне во дуќанот на татко му во близина на сегашната локација. Дуќанот беше кај Шопо Берберено шој. Таму ни беше дуќанот над Нови Beograd. После тоа татко ми бега од Скопје, таму отвора дуќан. Па ја таму беше неколку време. Па после таму отиде за Пробишти. Најде таму еден дуќан и таму отиде за Пробишти. Таму работи. Колку години во Пробишти? Па 20 години скоро таму. Да. За прецизното око и вештите раце на Иван нема дефект кој не може да се поправи. Иако е време кога наместо механичките на рацете се носат дигитални и електронски часовници, сепак работа за него има. Има, да Бог. Има, конечно. Стари муштери. Конкретно сега на кој часовник работите? Сега работи на овај дигиталниот часовник. Треба да го направам него сега. И овај џепниот тебе да ги направам денеска. Го оставивме овој вреден работник во светот на запчаниците, спиралите и стелките да си го работи она кое со години го надоградувал, како пример за тоа дека кога се сака работата, пречка не можат да бидат годините. Италијанската крајбрежна полициска контрола заплени албански моторен чамец натоварен со 170 килограми марихуана во рејонот меѓу градовите Бриндизи и Лече. Според полициски извори, како што јави дописникот на МИА, чамецот кој доаѓал од Албанија бил пронајден во меѓународните води, но лицата кои биле во него го напуштиле и побегнале со друг чамец. Чамецот прво бил забележан од германски хеликоптер од Европската контролна мисија во Медитеранот, пошто веднаш биле известени италијанските власти. По еден подолг период на затишје, ова е поголемо количество албанска марихуана запленета од италијанската полиција. По терористичките напади на аеродромот Ататурк во Истанбул, албанската полиција го подигна нивото на безбедност на аеродромот Мајка Тереза, но и на сите гранични премини. Од синоќа на полноќ на аеродромот Мајка Тереза видно се зголемени безбедносните мерки кои ќе бидат во сила на неопределено време. Во контролата се вклучени и кучиња обучени за откривање експлозив. Вршиме детална контрола на патниците и на нивниот багаж, изјави Ермал Милори, шеф на граничната полиција на аеродромот. Дополнителните безбедносни мерки се воведени на сите гранични премини, посебно на пристаништата, каде има изголемено присуство на полициски сили.
Дел од медиумите наведуваат дека ваквите мерки се преземат при секој ваков трагичен настан, но додаваат дека мерките треба да бидат во сила постојано. Посетата на албанскиот премиер на Турција доби посебен публицитет, бидејќи авионот со кој патувала албанската делегација на аеродромот Ататурк слетал 5 минути по експлозивите. Рано е да се прават предвидувања како ќе се одрази излегувањето на Велика Британија од Европската Унија врз економијата на Европската Унија и Германија, изјави германската канцеларка Ангела Меркел. По завршувањето на дводневниот самит на Европската Унија во Брисел, Меркел призна дека засега е комплицирано да се направи проценка на последиците. Британската економија е петта во светот, потсети Меркел, и истовремено истакна дека излегувањето на една толку голема економија не може да не влијае. Меркел изјави дека не гледа потреба од измена на европските договори, како последица на резултатот од референдумот во Велика Британија. Германскиот канцелар го отфрли барањето на Италија за корекција на европските норми за буџетскиот дефицит и банкарската помош, за да бидат земени во предвид финансиските тешкоти по Брекзит. Сметам дека пактот за стабилност и развој е доволно флексибилен за да работиме со него, вклучително и во сегашната ситуација, тврди Меркел. Фудбалерот Дарко Стојанов, кој минатата сезона играше во фудбалскиот клуб Брегалница, деновиве потпише едногодишен договор за фудбалскиот клуб Дунав Русе од Бугарија. Стојанов се одлучи во новата сезона да ги брани боите на новиот бугарски прволигаш. Инаку Дарко веќе неколку дена тренира во новиот прволигашки клуб во Бугарија, кој се подготвува за новата сезона, а досега одигра и неколку пријателски средби со клубот. Ова беа сите предвидени содржини за Централниот дневник. Останете со програмата на Канал Плюс и проследете го и третото издание на Дневникот. Пријатна вечер.